А студот донесе проблеми во повеќе села околу Македонски Брод. Градот е повторно во контакт со светот со пробивање на преминот Барбарас. Интензивните врнежи од снег предизвикаа големи проблеми во општина Македонски Брод. Вчера градот беше комплетно одсечен. Денеска конечно е пробиен регионалниот пат за Прилеп и преминот Барбарас е прооден за сите видови на возила. Бидејќи повеќето од селата во Бродско се планински, до нив се стигнува премногу тешко, единствено со теренски возила. Екипата на МТВ успеа со помош на джипови и со службите за расчистување на патиштата да се пробие до селото Требино, кое денеска се поврза со Македонски Брод. Бевме малце одсечени, мала работа, меѓутоа благодарение на општината ни пуштија тамо и го прочистивме снегот. Патот беше провален сега за сега. Помина сега машина, го чисти патот. Патот мора да е провален, само треба секој има деца мали, имаат стари луѓе. Да можеме да ги извршуваме и другите работи кои што нам не се најбитни. Еве, да речеме, имаме фарма тука во близина не. Снежната покривка во планинските места достигнува и до половина метар. Приоритет даваме на села каде што имаме училишта, каде училиштата се активни, повеќе жители, каде што има мали фарми. Исто така сакам да нагласам, имаме и околу 30 социјалци кои се активирани и 10 локални патари и сите села, природните патишта сме во акција да ги чистиме. Се обидовме да стигнеме и до некои од повисоките места, но поради екстремните услови на патот се вративме назад. Жителите освен што не можат нормално да стигнат до градот, дел немаат и струја. Селата Заград, Волче, Битово, Растеж, Требовѓе и Близанско веќе 5 дена немаат струја. Од Евана истакна дека поради невремето урнат е далноводот кој овој регион го снабдува со електрична енергија. Се прават на човечки напори да се лоцира каде е дефектот, а утрово теренот бил надлетуван и со хеликоптери. Од општината се надеваа дека за неколку денови ќе ги расчистат и патиштата кои водат кон повисоките села.